Од септември во Општинското основно училиште Васил Главинов продолжуваат јога часовите, кои веќе извесен период ги организира Јога Сојузот на Македонија. Професорите по јога велат дека јогата во исто време е спорт, култура на живење, начин на себесознавање, начин на постигнување на контрола и рамнотежа, а се во корист на здравието. Здравието е добро кога постои некоја рамнотежа на сите тие нивоа и на сите тие нивоа и работи делува во суштина јогата како практичен систем. Затоа е добра и корисна, затоа што луѓето не само што постигнуваат една поголема еластичност, имаат една поголема смиреност, поголема самодоверба, самоконтрола и ред други придобивки кои што и така им се многу корисни во секојдневието. Не постои препорачена возраст за почеток со јога. Според упатините, постојат вежби кои можат да ги практикуваат најмладите, се до онакви за луѓето навлезени во длабока старост. Здравствените придобивки се повеќекратни, а луѓето во Македонија се се повеќе свесни за тоа. Кај децата е многу добра корисна затоа што овозможува да им правилен не само физички и психоментален развој, кој што им е и такако потребен, за правилно да го осознаат светот и да изградат еден цврст и здрав карактер, за подобро соочување со сите проблеми кои што ги нуди животот, а додека пак за сите останатите и во средна возраст и во постара возраст луѓето наоѓаат примена во подобро држење на телото, полесно соочување со сите здравствени потешкоти кои што ги имаат посебно постарите луѓе. Тоа веќе укажува на тоа дека и други луѓе кои што имаат здравствени потешкоти може да доаѓаат на часовите. Во Велес веќе подолг период се одржуваат јога часови за што граѓаните досега покажаа задоволителен интерес. Од Јога Сојузот се надеваат дека во септември ќе стартува уште една успешна јога сезона во градот.